Да, поздрав од Вашингтон. И 4 дена по изборите во Соединетите држави се уште нема конечен исход. Најновите бројки, кои не се сменети од завчера, покажуваат дека Џо Бајден засега има обезбедено 253 електори, додека Доналд Трамп има 214. За победа на изборите се потребни најмалку 270. Се уште се бројат гласачките ливчиња во 6 клучни сојузни држави – Аљаска, Аризона, Невада, Северна Каролина, Џорџија и Пенсилванија. Откако најновите бројки покажаа дека Џо Бајден ја зголемува предноста во Пенсилванија и во Џорџија, тој доцна синоќа се обрати пред јавноста. Рече дека е убеден дека ќе победи во трката и тоа со јасно мнозинство. Се уште не можеме финално да објавиме победа, но бројките јасно ни кажуваат дека ќе биде така. Целта на нашите политики не е да разгоруваме конфликти, туку да решаваме проблеми, рече Бајден. Во моментов разликата во Пенсилванија и во Џорџија е нешто под 30.000, односно околу 4.000 гласови во полза на Бајден. Доналд Трамп не се појави во јавноста во петокот. Неговиот изборен штаб испрати соопштение во кое стои дека нелегалните гласови не треба да бидат изброени. Во него беа повторени ставовите на председателот кажани ден претходно, кога тој изрази сомнеж за гласачките ливчиња пратени по пошта. Ние победувавме во сите клучни места со голема разлика и тогаш бројките чудесно и таинствено почнаа да се менуваат, рече Трамп во четвртокот. И двата изборни штаба имаат представници кои го наблюдуваат процесот на броење на гласовите. Разликата во Висконсин и Џорџија е многу мала, па веројатно ќе има пребројување. Поддржувачите на председателот бараат пребројување на гласовите и во Мичиген, а поднесени се жалби и во други сојузни држави, како на пример Пенсилванија. Судовите на две места веќе ги одбија жалбите. Кампањата на Трамп обвинува за гласачка измама и најавува уште повеќе жалби, додека од кампот на Бајден порачаа дека овие тврдења се неосновани. Законот предвидува дека сите судски спорови кои што произлегуваат од изборите треба да бидат решени до 8 декември. На 14 декември треба да се состанат 538 електори и да го пренесат својот глас, со што завршува оваа фаза од постапката. Инаугурацијата на председателот би требало да биде на 20 јануари. Инаку на национално ниво Џо Бајден има освоено над 74 милиони гласови, додека Доналд Трамп има 69 милиони. Гласале околу 150 милиони американци, со што излезноста е највисока во историјата на Соединетите држави. Тоа е засега се одовде од Вашингтон. Студио.